Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание Јаде Бурек на ТВ Сонце. Јас сум Јанко Илковски, уредник и водител на оваа емисија скоро пар децении и вторава деценија некако заминува. Не верував дека олку ќе заглавиме. Нема шега, нема лабави теми, напротив, ќе ја тераме многу камерно и многу незабавно оваа емисија во наредниот период. Имено, добив опомена од агенцијата за АВМ, добив опомена заради мој некој шегобиен однос, се навредил некој гледач, се жалел, они ми напишаа писмо, јас се извини, викам, окей, после 20 години, ете, луѓето се чувствителни, а прошлата недела, кога пуштав цртани филмови, се шегувавме, се обидував да ве расположам, се јави еден ваш сограѓанин, за жал мој гледач, кој така, со еден заканувачки тон ми кажуваше што сум требал да правам и како сум требал да правам, што било безобразно, што не било безобразно, што смело, што не смело после 20 години. Јас, бидејќи за жал од публиката сум имал поддршка на некаква гледаност и комуникација, но никаква реална поддршка не сум имал, особено кога од претходната телевизија ми вршеа мобинг година дена, барав, молев и така натаму, многумина и не знаеа како, а многумина едноставно переа раце, така што јас едноставно се оградувам и благодарејќи на такви ваши сограѓани, ќе се обидам да ја направам емисијата крајно негледлива, бидејќи очигледно дека влегуваме во време каде што она што не е забавно, она што не е интересно, е добре дојдено. Се што е со малку шега, со малку хумор, и кој го направи, ако го направам тоа со шега и хумор, омаловажуван сум, гонет сум, понижуван сум, иако дел од мојата работа и понижувањата и критиката, сепак ја ви благодарам, ама ја немам одбранбен механизам, немам ни финанси за да се расправам, така што заблагодарете му се на вашиот гледач, заблагодарете му се и на тој претходниот, они ја облекуваат емисијата, а ја во онаа камерност едноставно ќе ги отворам само телефоните. Ако имате нешто да кажете, повелете. Ако немате, ќе молчиме и ќе се гледаме. Нема да отворам, нема да пуштам музика, нема да има цртани филмови, нема да има забавни содржини. Секако ќе имаме гости. Нема да ви правам да ви биде интересно, затоа што секогаш кога се обидувам да направам интересно, дежурните моралисти, алкохолизирани или разноразни, самоповикани, обично се тоа луѓе кои се малку па изфрустрирани, нема каде, не сме дома и така натаму, и пукни по Јанко. Едно време и можев да го трпам, повеќе не можам од многу икс причини. Така што наредниот период ќе биде таков. Вечерва тема на емисијата ќе биде што би го прашале председателскиот кандидат. Мојот вовет е следниот. На почетокот, пред и на почетокот на кампањата за председателските избори, упатив јавен и посебен директен повик и покана до сите председателски кандидати, господинот Блери Мрека, Гордана Силјановска-Давкова и Стево Пендаровски. Стево Пендаровски и неговиот тим веднаш возвратија на поканата и се согласија дека ќе дојдат, иако и до ден денеска немам потврда за нивно гостување, но имам официјална нивна потврда, што мене ќе ми служи за утре, нели, бидејќи ако институциите кои се задолжени за медиуми прашаат и побараат, често пати и тоа го прават, дали сум упатил јавна покана, ги имам и мейловите и кореспонденцијата, многу љубезни, и Стево Пендаровски и тимот. За
Господја Гордана Силјановска-Давкова, чекав малку подолго време, долго време го одложуваше, дури и одговорот. Сепак добив позитивен одговор и се согласи да дојде во вториот круг. Предпоставувам дека и Стево Педаровски ќе биде во вториот круг, иако моите колеги ме информирале, веќе комуницирале со него, се виделе, ја со никого не сум се видел, искрено да ви кажам, не ја ни следам председателската кампања. Намерно се трудам да бидам неинформиран, за да излечам што е можно по-спонтан разговор. Да, разговор, нема да имаме керефеки, играње рок-н-рол, джамли и слични работи. Ние ќе разговараме на сериозни теми. Но, господинот Блер им река и неговиот тим не удостоија дури ни со одбивање. Упатив покана до него, лично, до тимот, на Facebook профилот. Од Facebook профилот ми испратија мейл каде да упатам покана, ја упатив поканата, едноставно не добив никаков одговор. Не осудувам, само ви информирам што и како се работи. Инаку, мене ми е чест и задоволство што ќе ги угостам овдека двајцата председателски кандидати. Секако отворена е поканата и за господинот Блер им река да гостува овде во емисијата, ако почувствува дека сака, добре дојдене, како и сите други. Со тоа што би замолил само една работа, знам дека многумина од вас многу добро ја следите политиката и тоа се слуша, се чувствува во вашите јавувања кога се јавувате во емисија директно и со вашите коментари. Морам да признам дека многу сте подобро информирани од мене. Искрено да ви кажам, морам да признам дека има кај мене една мала резигнација после сите овие политички промени кои се случија во врска со името, идентитетот. Се уште ми треба некоја дистанца да видам. Многу ми е компатибилно размислувањето на Македонска алијанса Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски околу прашањето на идентитетот, на културните, цивилизацијските вредности на македонскиот народ и тука не може многу нешто да направам околу целата работа. Затоа темата вечерва би била, а во меѓувреме се расплинувам, еве ке имам емисија за Википедија, нешто што сметам дека е од исклучителна голема важност за општо образование на севкупното население на нашата земја, Македонија, на македонците. Википедија на македонски јазик. Затоа ќе имаме емисија утре. Во среда сакам да посветам за најновото и најголемото научно откритие кое беше обзнането, а тоа е првата фотографија на црна дупка направена, која се наоѓа некаде 50 и кусур милиони светлосни километри во една соседна галаксија, бидејќи ние во нашата не можеме да ја видиме црната дупка, секоја галаксија има црна дупка, но нашата не можеме да ја видиме бидејќи сме на дискот и од овдека има премногу материја, но затоа можеме да гледаме некоја друга. И тоа е еден таков гаргантуански потфат на научната заедница, каде што примитивците, нели, и неписмените велат, нели, тоа било шарање, барање и шо ти ја знам, лжги со опашки, но премногу луѓе се вклучени, меѓу кои и македонци. Затоа се надевам дека од Скопското астрономско друштво Радан Митровиќ во среда го очекувам да биде гостин. А во четврток имаме емисија посветена потполно на политиката. Секако изгледав и добри филмови, но би било во рамките на керефеките, кои очигледно на вашите гледачи не им се допаѓат. Искрено, ако чувствувате некаков цинизам во моите зборови, јас се извинувам поради тоа, може би и го има, резигнираност ја има секако, затоа што јас сум козар. Јас сакам да ја забавувам мојата публика, но не ми е дозволено. Нешто слично ми беше направено пред 2 години во претходната телевизија, но овдека напротив целото раководство и моите колеги ми даваат, но гледачите очигледно не сакаат оваа емисија да биде интересна и забавна.
Морам да признам дека добив и писма. Имав една интересна средба, ме сретна еден човек, така, сериозен, во години, се видовме во клинички центар и ми приоди и ми вика: Јанко, никогаш не сум се јавил, 20 години те следам, јас и целата фамилија, и многу е и забавно ние со тебе, искрено да ти кажам. Ја доживуваат мојата емисија како и мене како daily show. Не е нешто да измислувам топла вода. Вакви емисии има на Западот и водителите се прилично популарни. Но вика, те молам, немој заради еден гледач да правиш, да се откажуваш, да се повлекуваш. Ја велам, немам, му одговорив дека немам одбранбен механизам, ни адвокатура, ни пари, за да докажам дека сум во право, за да се одбранам, бидејќи во овој момент сум под силна лупа и секое, дури и мое, не знам, некоја гестикулација со рацете може да доведе до катастрофални последици по мене лично, по емисијата, но и по телевизијата и пред се по моите колеги. Сум се заколнал едно, дека ако сносам последици, ќе ги сносам јас. Но овој момент, дури и да сакам да сносам последици, да ги преземам целата одговорност, за жал, дамокловиот меч виси и над главата и на мојот уредник, и на мојата телевизија, и над моите колеги. И не би сакал никој од нив да биде засегнат заради тоа. Затоа емисија за погреби. Така што се надевам дека, бидејќи во нашиот етер, ако правиш камерна емисија или читаш поезија 2 сати, тоа нема да има никаков проблем. Но пробај малце хумор, шега, закачка, нешто ово, она, ваму, таму, тогаш сериозно. Прашањето на гледачот ми вика, можеме ли некако да ти помогнеме ние што сакаме да продолжиш така? И ја викам, стварно не знам. Стварно не знам како. Стварно не знам дали постои едноставно таква можност. Така што, ќе ја спуштиме топката, наредниве месеци, ќе одиме на одмор, ќе видиме, може ќе ја ребрендираме, може ќе се пензионирам на голема радост на дел од публиката, особено на таткото што беше загрижен за моралното и етичкото образование на неговото дете кое ја следело емисијата, но може би до тогаш и ќе се откажат од следење на емисијата, па ќе можеме да се ресетираме за една одбрана и мала публика. Така што немам ја што да загубам, а вие си знаете. Драги мои, не заборавете дека мојата ултрапопуларност ја стекнав на 103 со оние забавни спортски преноси. Се сеќавате колку беше тоа забавно, интересно, колку сите се собиравме, моето студио беше преполно. Дали верувате дека па како шарената револуција се случи такво нешто, тоа да не го права? Такви притисоци, медиумите, јас лично и гостите кои доаѓа. Тогашниот уредник на време урлаше и се јавуваше кај директорот на Кока-Кола и во Скопска пивара, значи зборам за пред некој 15-16 години, да му се дере на човекот зошто пуштил реклама на мојата емисија, јас сум бил расист. Дали разбирате? Нема забава. Значи, сите оние што имаат влијание, гледачи, институции, ако се чувствувате лошо и не ви е добро и не се забавувате, тоа е добро. Тогаш е добро. Ама ако почнете да се смеете, керефеки, зафрканци, тогаш не е добро. Океј. Ке треба да се издржи малце периодов, ке бидеме посмирени, лупите малце ке бидат отргнати во едно поопуштено, премногу е напнато периодов и станува уште постегнато. Мене ми е разбирливо, а интелигентните знаат да ме прочитаат меѓу редови и да ја сватат сериозноста и камерноста на моментот. Лудиот човек иде со глава низ зид. Паметниот ретерира, ќе се преброи, ќе ја обзервира ситуацијата, па ќе преземе нови чекори.
им полагаме цвеќе. А владеат будалите и кукавиците кои се крија и спасија жива глава. Најверојатно дека и јас сум кукавицата кој ќе спаси глава, нема да погинам, затоа што никој нема аир да има од тоа. Ни моите деца, ни мојата фамилија, ни јас, а најмалку Господ уше јаму аман. Ајде, тргај ми се од пред очи. Инаку до сега ќе бев таму. Почнав керефеки да кажувам, не е тоа добро. Вака ве замолувам, ми треба ваша помош. Значи, иако ми стигнаа нели индици, сега кладилници, ке дошле, нема да дожидат, јас сум лажел, кандидатите рекле дека нема да дојдат, на вистина не се занимавам. Јас се подготувам дека председателските кандидати, како што одговорија, ќе бидат гости во емисија и ќе ги дочекам со должна почит било кој и ќе им поставам прашања. Дериватот од моите прашања никогаш не е од некоја моја лична агенда или од некакви мои лични ставови и согледувања. За жал, одамна јас како личност по тие прашања како новинар сум се обликувал спрема вас, почитувани гледачи. Значи, секое ваше јавување, колку и јас да сум бил дрзок или љубезен или интересен или неинтересен, вие на некој начин сте делувате врз мене. Ја не знам како успеваат моите колеги кои се дебелокошци. Тоа е просто неверојатно. Мислам, масава нема таква дебелина како што нивната кожа има и едноставно нивната партиска агенда што е просто како со армиран цемент утврстена. Јас па имам една друга развива, тоа е да ве слушам вас. Во разни периоди, овие изминати 2 децени, разни интереси, разни акценти и би ми било од голема помош кога вечерва би се вклучиле во програмата и иако, нели, и никој да не се јави, јас знам, ме знаете дека можам да истерам интервју, но мене би ми импонирало какво прашање вие би му поставиле на Пендаровски, какво на Гордане или какво и на двајцата. Што би сакале да слушнете? Знам дека следите, предпоставам дека за се и се што имаат одговарано. Дури и за ламели за Југо или Pulp Fiction и секакви небулози. Но, како и да е, иако мене ми е драго што председателските избори има керефеки, а прв керефекаш сум јас само, нели, чувствувате дека не ми се дозволува такво нешто да го правам. Во ред е тоа, се разбира. Овие керефеки што ги гледате на други медиуми, се е тоа, драги мои, партиска режија. Нема колега спонтан, за жал. И затоа обстојуваат. Затоа што кога го добие парчето хартија, он се држи до тоа. Јас сум ризична фигура и можеби заради тоа на некој од председателските кандидати ќе му импонира да дојде овде, затоа што нити имам подготвено прашање, нити ми пратиле прашања и разговорот ќе биде многу спонтан. А можеби баш заради тоа и да не дојдат. Не знам. Значи можеме да шпекулираме. Но еве, неколку недели сме во кампања, што би ги прашале председателските кандидати. Јас имам овдека парчиња хартија, може телефоните да ги даете со прашањето. Марче, ке напишеш едно текстче? И ја трчи, полека Порнхабот ке падне. Не, се шегувам, еве го. Одма е тука. Добро, браво. Потврда имам од Снежана Штрковска за гостувањето утре вечер. Океј, утре треба да идам у МВР. Ми пиша керка ми. Дошла полиција, стигнало. Јанко Илковски, у МВР да се јавиш. Ке се јавам. Треба пасош да извадам на мојата керка. Океј. Значи, што би го прашале председателскиот кандидат? Тема.
Прашање е прашање. Констатација е констатација. Не би ги мешал двете. Значи, вие може да си кажете, не знам, Перо ќе победи, Стојна ќе победи. Тоа е во ред. Но, прашањето треба да биде прашање. Констатацијата е сосема нешто друго и мислам дека е... оставам тоа на некои други колеги. Мене ме интересира, бидејќи во 120 минути, јас сакам да го извадам најдоброто од гостите, не најлошото. За тоа, за керефеки, за такви работи, за такво има други мои колеги. Мене ме интересира они да ја раскажат нивната приказна на долго и широко. Зошто? Затоа што сметам дека само така ја имам слушалката. Дали се слушаме, режија? Да, добро. Океј. Имаме некој на линија? Имаме. Добро вечер. Ви благодарам што се одзвавте на поканата и повелете во програма. Да чуеме. Добро вечер. Дали се слушаме? Режија, разбрав дека има. Ми рековте има или нема? Има. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Да. Јас би поставил вакво прашање до тројцата кандидати што се за председатели. До сите тројца. Да. Зошто се кандидирале за председател на нашата држава, кога економската ситуација во нашата држава е безизлезна? Значи, зошто се кандидираат? Да, за председател на нашата држава, кога економијата економската состојба е очајна. е безизлезна. 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 Да ве подпрашам, еве го запишав. Да? Немој мојот многопис, молим те, у кадар. Жити се. Стварно не си фер. На режисерот му викам, остани на линија. Да. Океј. Ете, го запишав. Вака, Да. Сметаш дека не треба да се кандидираат кога економијата или баш што треба да излечам? Еве, ако им го поставам ова прашање, што да излечам од нив? Пошто ова е констатација. Ти викаш, Која е констатацијата од ова прашање? зошто се кандидираат? Да. Да. Би образложил Дека дека нема доволно зрелост кај кандидатите. Ова е интересно вака. Сметате дека они како кандидати не се зрели? Да. Добро. Кој по тебе би бил зрел? Ова на страна сега ја и ти си правиме муабет, прашањето е запишано, кој ќе дојде гостин ќе му биде поставено. Кој по тебе би бил зрел за кандидат или за председател на Република Македонија? Избор на кандидат, избор на отворени избори. Што значи тоа? Што значи тоа? Единствена изборна единица на која ќе гласаат сите што живеат во Македонија. Мислам дека за председателски е единствена, една е. За парламентарни имаме 6 изборни единици. 6 и за председател. Да, 6 и за председател. Аха, добро, екскюзи моја. Добро. Океј. А што значи отворена листа? По тебе? Отворена листа што значи по мене? Тогаш значи луѓето ќе гласаат за онај што мислат дека е најквалитетен. Значи, вака, ако добро те разбирам, идеш на избори и никој не знае за кого ќе гласа и кога ќе дојдеш позади си запишуваш име. Ја гласам за Јанко Илковски. Да, без партиски претрчувања. Добро. А кандидатска листа да постои веќе претходно? Не. Па така може... Една изборна единица. Па така Значи, може... една изборна единица. Па така може и Цеца да ја изберат. Еве, сите да гласаат за Цеца. Не, ама
Смешно ти е, ама сериозно може така да испадне. Така? Не, тога ќе излезат на површина квалитетните луѓе. Сега партиски ние ставаме луѓе кои се без квалитет. Значи, без педигре, како што е ево еден од кандидативе ќе го посочам, тој е Пендаровски. Значи тој еднушка проба, беше на избори, катастрофално изгуби и човекот значи повторно нема педигре, и тога немаше педигре, ни сега нема педигре, а повторно се кандидира. Знаеш дека беше во кабинетот на Борис Трајковски? Знам дека беше советник, да. Така што... Мислам дека за безбедност беше, мислам. Така, значи има некој искуство во околу председателствувањето, мислам, не е човекот без искуство. Капацитет, нема капацитет. Добро, тоа е вашето размислување, ја ви благодарам. Лека ноќ и пријатно, а ние одиме со следниот гледач. Овдека имавме повеќе констатации од што е прашање за конкретно, ама ќе видам, ќе го срочам некако. Добро, одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Едно прашање до Гордана Силјановска-Давкова. Значи, до Гордана. Да. Што би ја прашале? Зошто прифаќа да го признае и да прифати да биде председател на Северна Република Македонија, кога и она самата знае како уставен професор за уставно право и правни работи, дека све до сега што е направено не е уставно. Зошто прифаќа да биде кандидат за председател на Република Македонија и да ги прифати сите работи што и доаѓаат како председател. Добро. Добро. Сега, ова е прашањето, во ред? Затоа што извинувам. Ај сега може малце може сега малце да го расшириме прашањето, нели? Ја нема да го ширам, ја морам кратко, јасно и концизно да поставам прашање. Од прилика вака и ќе го поставаме. Сега ме интересира за вашиот став, зошто го поставувате ова прашање? Затоа што јас не сум сигурен. Не сте сигурни во што? Во самата кандидатка. Не сте сигурни во што? Во незината кандидатура, како затоа што она знаеме незиниот бекграунд како беше. Добро. Јас дома кај мене имам, јас сум маж, јас сум 60 години човек. Добро. Имам 4 гласа дома. Јас Добро. сум поморовец. И не без разлика што сум. Јас сум македонец. Добро. И се грижам за Македонија. Добро. Јас не се согласувам со некои незини ставови. Така. Што се оградува. Она не е партиски, нели? Како што кажува, не е партиски кандидат. Она конкурирала на конкурси, и цетрала. Но незините работи што бекграундот што го има, јас се плашам да гласам. Јас сум еден од моите бирачи и го продолжам тоа. Ја без разлика она што кажува и Мицко што кажува. Кај мене дома има 4 гласа. Ќе ги изгуби сите. Прашањето е как го постави претходно. Добро, ве разбрав, го свативме прашањето, запишав, ќе се потрудам овие први две прашања да ги парафразирам во една убава форма, но суштината да биде поставена. Ви благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. На некој начин, нели, секое прашање си има своја приказна зошто се поставува и очигледно дека сте луѓе, вие гледачите, луѓе и тоа како имате јасно изградени ставови, без оглед дали се прифатливи, неприфатливи, in, out, леви или десни, но респектирам. Одиме со следниот гледач. Добро вечер и повелете. Добро вечер, Јанко, овде Илија од Прилеп. Повелете, господин Илија од Прилеп. Точно е тоа дека сите си имаме своји ставови, своји гледишта, изградени, кај некого повеќе, некого помалку. Јас би сакал да ги прашам двајцата кандидати за председател,
малку нешто неконвенционално прашање, тема од надворешната политика. Одлично. Би сакал да го знам, јавно да го кажат својот став околу ситуацијата во Венецуела. Про Мадуро или про Гуаидо? Чекај сега, значи, толку ти е прашањето. Значи, сакаш да чуеш да се изјаснат за ситуацијата во Венецуела, така? Точно. Така, кратко. Образложи сега ти. Ја дури запишам, ти образложувај. Образложувањето е, сега, ти може би ми поставил прашање кај ти текна сега, па за... Не, одлично е. Одлично е прашањето. Повели. Па би сакал да јавно да го знам нивниот став околу ситуацијата, дали го поддржуваат легално избраниот председател во Венецуела, Мадуро, или па се на страната на опозиционерот Гуаидо. Според мене насилно сакаат силите на НАТО, на западните сили да го донесат на власт. Тоа, мислам, јасно се гледа од цел свет го гледа. Дел од светските сили, претежно западноевропските и НАТО алијансата, го признаваат тој така наречен опозиционер, но голем дел од светските држави се уште се држат, се принципиелни, го имаат принципиелниот став и го поддржуваат легитимно избраниот Мадуро. Тоа ми е прашањето. Може би јаве и како едно подпрашање, кратко така го може во однос на Асанж, еве да речеме. Ова што се случува моментално. Има огромни реакции во светските медиуми. Одлично, затоа што види, во 120 минути секако дека ќе ја чуеме и нивната програма, нивните ставови по клучните. Ви благодарам многу за јавувањето, на место е, мене ми се допаѓа, лека ноќ и пријатно, со тоа што ја ви ветувам дека прво, прашања од областа на уставното право, на зачувување на идентитетот, името и сите оние работи кои следуваат како загрижено, сепак сум телевизија која се залага за националниот идентитет, значи како ќе се зачува, дали ќе се зачува нивните, секако дека ќе ги поставам прашањата за екологија. Луѓе мои, ние можеме идентитет и се што да браниме, ама на 3 месеца сме у болници со нашите деца кои не оболеваат од загадување. Ја инсистирам и вие да ги терате да размислуваат политичарите на оваа тема. Клучна ни е, џабе ние кој ќе се бори ако сме болни, дали ме разбирате? Океј, одиме со следниот гледач. Добро вечер и повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Овде гледачот Битола, сакам да ви кажа прво добро вечер и ви честитам за емисијата и сакам да ја поставите на Гордана Силјановска, кандидатот за председател, дали нешто ќе превземи во врска со функционирањето на Уставниот суд на Македонија. Интересно прашање. Оти многу е битно, мислам, председателот еден член предлага за Уставниот суд, како важен фактор во овие настани изминати за нашата држава, значи Уставниот суд можеше да одигра многу важна улога ако стварно сериозно си ја сватеше работата и врската што зашто примаат плата сите суди уставни. Тоа прашање сакам да го поставите. Конкретно на Силјановска. Добро, под прашање. Ве молам секунда малку. Ајде. Сметате вие дека не функционира Уставниот суд? Воопшто. Многу сум резигниран во врска со Уставниот суд. Воопшто, значи, земаат плата и воопшто не си ја бркаат функцијата за кој што се избрани. Дали сметате дека... Воопшто, значи. Дали Јас се чудам
како уставни суди, како можат така да се однесуваат. Воопшто не мислење даваат во јавноста, во медиумите ништо. Прашање, дали сметате дека вака Уставниот суд формално функционира? Дали проблемот е кај вас што сметате дека и не функционира воопшто или не функционира во смисла на задоволителни одговори или едноставно де јуре и де факто? Воопшто не функционира, воопшто. Толку... Тие како Уставен суд треба да се јават на секое, значи, битно прашање за државата, поврзано со Уставот. Значи, Добро. со повреда на Уставот. Готово. А дали имате некој прашање до Пендаровски? Не. Добро. Благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Нема да има... Вака, значи, ја инсистирам моето интервју со кандидатите да биде долго, без многу мои убацувања, само со подпрашање. Нема да има мои констатации, нити некакви агенди, нити навлекувања. Тоа го прават некои мои други колеги. Мене ме интересира што е можно повеќе да извлечам од самите кандидати. Нивните размислувања, затоа што наредниот мандат ќе треба да знаеме со кого си имаме работа, како размислува и како ќе извршува таа функција. Има многу прашања и до сега, искрено да ви кажам, вака 4 добри прашања и добри едно 20 минути од интервјуто кој би одземале. Ајде, ако не 20, барем 15. Ми се допадна што има и за меѓународно, така да Асанж и Венецуела, ќе ми биде интересно и може би попровокативно да го слушнеме нивниот одговор по ова прашање. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, господјо. Гледачка од Прилеп. Да, повелете. Имам да поставам едно прашање, кое е малку лично поврзано, ама и мислам дека и во рамките на цело општество е. До Гордана Давкова. Како? Повторите? До Гордана. До Гордана, добро. Може би до река, али еве да изберам Гордана, бидејќи се работи за право. Прашањето. Прашањето гласи: како е можно на мајка самохрана, жива, здрава, права, да ги одземат децата на суд во Прилеп, кога членото од законот 324, мислам дека е, и гласи доколку еден од родителите или старателите почини автоматски грижата за децата, ја презема другиот родител или старател. Значи, зборувам дека стои автоматски. Едно како подпрашање, како да речем едно продолжение очекувам, под кои услови при таква состојба, кога мајката е жива, таткото е починат, судот и го доделува и ги доделува децата да биде старател на 2 малолетни деца на бабата на починатиот сопруг, да речем, како да речем, починатиот татко на децата. Кога автоматски и припаѓаат на мајката. Добро. Не знам ова дали како сум јасна. јасни сте, запишав ја од прилика, може ова да биде како прашање. И сега моје подпрашање до вас, врз основа на што ја донесе судот таа одлука, што е образложението, зошто не ви ги додели децата? Нема образложение. Нема образложение. Нема. Лаже. Невозможно е, значи, господјо, како да ви кажам, значи, за судски прекршок, за сообраќајен прекршок, што сум го добил, имам пола страна, вика, Јанко Илковски е казнет заради пребрзо возење.
И имам образложение уште пола страна кај што ми вели. На тој и тој ден, таму и таму, он направил тоа и тоа и тоа. Врз основа на тоа и врз основа на ова. Пресудено и донесено и така натам. Не сум видел во своите 30 години колку се занимавам со јавност, судска пресуда да нема образложение. Не можам, простете ме, ама не можам да го земам ова здраво за готово. Образложението Значи тој има, во да го чуем. писарницата, која јас го немам, и случајно при плаќање на судски паушални трошоци, дознавам дека такво решение има и е подпишано. На подписот долу стои подпис на моje име, моминско презиме и презиме од мажот. Судијата, не сакам да именувам кој, не ми дозволија во писарницата да го прочитам или пак да го фотокопирам. Образложението. Да. Ја имате И ли да судската? видам Океј. кој Ова не е за ова е судски председан, ова не е за председателска кампања. Туку, ако ја имате пресудата, ја имате пресудата? Ја имам, да. Епа- За развод, мислите? Не, пресудата со која ви се одземени децата. Не. Таа стои во писарницата во суд Пелет. И која јас ја немам нити подпишана, нити прочитана. Добро, Може значи би ја нема има. децата ви се одземени. Кога се случило ова? Ова се случи многу одамна, јас потоа се разболев. Што е паднав тоа во многу депресија. одамна, господјо? Се извинувам Како? малце вака, ама морам да потпрашам, оти тоа може да е прошла недела или пред 20 години. Тоа беше 2015 година. Така. Баш мислам дека диво Дали се насилие жалевте беше. до суд за човекови права и до некои виши инстанци? Не, бидејќи мојата материјална состојба не ми го дозволуваше. Суд за човекови права не ви бара никакви материјални трошоци. Не Меѓународни. сум ја знаела таа информација да се обратам. Јас се обратив до Скопје, до Труд и социјала. Што е вашата Се обратив до шпекулација? жени на- бидејќи Дали- јас бев и, имам 6 лекарска жена од семејно насилство. Сега не можам Дали мојот вашата судски случај дали да го баш заради разгласувам. дали Ве може молам да шпекулирате, само- господјо, да не ја претвориме цела емисија во судски процес еден, само да ве прашам, дали може би шпекулирате дека токму заради вашата лоша, која ние сега кажавте, финансиска ситуација, може би заради тоа ви се одземени децата? На што се сомневате? Зошто? Може би. Може би. Може би. Ја ви благодарам многу за јавувањето, многу ми е жал за вашата ситуација и многу ми е, морам да кажам, симптоматично да ви се одземат децата, да немате образложение, да немате судска пресуда. Тоа е стварно нешто што без преседан, барем од моје сознание, од ова. Ако има такво нешто, не знам, добро, ви благодарам за јавувањето, не сум јас стручен, но, еве, ајде да бидам материјална состојба, ви е лоша. Добро, еве, што ја им советувам на моите гледачи, особено оние кои имаат лоша материјална состојба, па не можат да си дозволат адвокати и слично нешто. Марче, ајде доста даунлодираш тоа Blu-ray-от, да отворам овдека малце. Се обидувам. Се шегувам. Се обидувам да отворам интернет, многу е лоша конекцијата во моментов, за жал. Еве, дај сега компјутерот. Значи, страната се вика Правдико. Да не ја урнисуваме сега темава, гледачиве беа прилично ин. Може после ова да идеме со следниот гледач, па пауза. Значи, Правдико е страна која исклучиво се однесува за правни, судски, преседани, одлуки и така натаму. Контактирајте ги овие луѓе, илјадници ги имаат контактирано и им помогнало. Ова не е тралалајка,
Значи, тука има за граѓанско право, кривично, работни односи, управно, трговско право и така натаму. Она што можам да го забележам е дека оваа страна, сега не можам да отворам скроз, е и поддржана и од некои меѓународни институции и можете да ги контактирате и да се консултирате за сите правни работи кои ви се потребни, а немате пари веднаш да платите на адвокат. Но, господјо, јас сум убеден дека нема адвокат кој не би ве сослушал, барем да ве посоветува и без пари што и како да преземете понатаму. Мислам дека треба да се обидете. Одиме со следниот гледач. Добро вечер, повелете во програмата. Добро вечер. Повелете. Ајде вака едно прашање. До председателскиот кандидат. Добро. До кога ќе го египинтрат Ало? Режијата се извинувам, почитувани гледачи, ја не чув најдобро, од режијата заклучија дека може би ќе има несоодветни зборови и затоа беше исклучен гледачот. Ја немам копчиња. Благодарам режија за брзата и реакција. Подобро да сгрешиме ние, одошто да отиде и да некој биде навреден. Но, добар Мике, да направиме, може да направиме сега пауза? Имаме уште еден што чека, секако ќе му угодиме и нему. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете во програма сте, господин. Вака, баш на оваа тема размислував деноиве и може би ќе ти користи мојата идеја за прашањето. Именно сакам, кога би можел да го искористиш, господјата Силјановска Давкова во нејзиниот настап многу често го употребува терминот право и правда. Јас би прашал сега, а каде е вистината? Ова вака ќе го образложам. Познато е дека тоа божицата со символот на правдата е, нели, со Терезијата во рака, ама очите се врзани. Не разбираш? Значи, вистината е нешто, како да речем, трето, а познато е дека вистината не им се допаѓа на сите и некогаш и болна. Во тој смисол ми е прашањето. Благодарам. Благодарам и вам, почитувани гледачи. Кратка пауза, веднаш потоа продолжуваме. Ги чекам вашите сугестии, сакам да ги слушнам вашите размислувања и не е ова само за да ги запишам прашањата, затоа што и тоа како знам, туку да го почувствувам и вашиот пулс на вас, кои седите и прилично сте незадоволни, не сте партиски војници, па аплаудирате за едниот и викате уа за другиот. Туку имате реални проблеми, кои ви се тие, какви ви се, што ве мачи. Па дури и гледачката која ја распрашував малку повеќе, кои се случила тој судски преседан, ако е навистина тако, бидејќи ја не можам да заклучам, немам увид во реалната состојба, но тоа се, драми и трагедии. Каква е вистината, прашавте, ја не можам да ја знам. Многу е тешко. Правда и правдина не се исти поимови. А каде е вистината, не знам како би го, може би требало да се редефинира ова прашање. Ај помогнете ми во вториот дел. Одиме. Почитувани гледачи, ќе продолжиме со разговорот и со програмата, како и досега, но мораме да споделиме една вест која ненајдено го обиколи светот. Имено веста гласи дека едно од најпознатите цркви на светот и едно од најголемите обележја на Париз, црквата Нотр Дам, гори. Ова се снимките. Само што отворив, само што го видов ова. Не можам да кажам за што се работи во моментов, само што отворив на Грид, е како прва и ударна вест ова видео, кое токму тоа го прикажува. Има и други вести поврзано со ова. Еве уште една. Луѓе испраќаат каде што
очигледно дека едно од најубавите, најспектакуларните и цркви е скоро уништена. Мислам дека има и едно каде што се покажува дека низиниот звоник, камбанеријата е падната, но за жал не можам, нели, малце интернетов, но тоа е тоа. Ако имаме во меѓувреме некое подобро видео и ќе ви го пуштиме. А замолувам режијата, се извинувам, да, моето лого и темата и телефоните. Значи, што би го прашале председателскиот кандидат? Добро вечер. Добро вечер, господине, повелете, ве слушаме. Прашање. Ало? Да, слушам. Прашање, јас би посел до кандидатот до Пендаровски. До Пендаровски, што ви го прашале? Тој се јавува како кандидат по втор пат. Ме слушате? Да, ве слушам, запишувам. Кажете го прашањето. Тој се јавува за председател по втор пат. Би го прашал како може он како он може да бара гласови. Ало? Да, ве слушам. Како он може да добие да бара гласови од македонскиот народ, кога на првата кандидатура народот го нарече овци. Тоа им... Ја не можам да го поставам тоа прашање, се извинувам, тоа е констатација. Па треба да пуштам снимки, тоа нека го прашуваат некои други колеги. Мене ме интересира програма, можам да го прашам зошто, такви работи, ако и ги поставам, мене предпоставувам дека институциите на таков начин ќе проценат дека е навредливо, значи ја можам да поставам само пристојни прашања. Значи можам да му поставам прашање дали зошто повторно се кандидира и дали се вистините изјавите кои ги кажал и дали стои кога кажал некои навредливи изјави. Толку можам и тоа е пристојно и тоа е цивилизацијски и културно. Секако вие ако мислите дека можете подобро, повелете, значи мора тука да има еден цивилизацијски тон кој ќе го задржам и културен и спрема Силјановска и спрема Пендаровски, потполно исто ќе се однесувам и на потполно исти начин ќе ги поставам прашањето. Добро? Режија, нешто ми дадовте некој ишарет во слушалка, не ве разбрав. Ало? Ало, добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Во врска со темата ваша би сакал да ви поставам едно прашање, поточно за председателските кандидати. За сите би било прашањето, бидејќи исто тоа произлегува од основните нивни должности, врзано со армијата на Република Македонија. Добро. Бидејќи председателот е воедно и врховен командант. Добро. Прашањето би било што би се сменило во моментот за да се подобрат условите, работата и животот на припадниците на армија на Република Македонија. Бидејќи една од основните, да кажеме како начела, беше учеството на армијата до сега како во партнерство за мир, па до ден денешен во мисии мировни насекаде на светот, поточно Ирак, Афганистан и така натака, и армијата беше еден од основните услови за побарување за членство на нашата земја во партнерство за мир, односно НАТО. До сега најиздржано, и ќе се сложам со режијата, истото ми го констатира, најиздржано и најјако прашање што е поставено. Врховен командант, секако не е министер министер... Едно е цивилна контрола, друго е врховниот командант. Но и констатацијата ваша, нели, се ова истрпевме за да влеземе во НАТО, така?
Точно така. А за да влеземе во НАТО, клучен фактор е прво и пред се армијата, низината поставеност, низината реформа, а сакам само да ми констатирате, ако ја ова го поставам како прашање, што е под прашањето? Каква е по вас обзервацијата дека е состојбата, велите треба да се подобри. А каква е состојбата според вас со армијата, со офицерите, со војниците на Република Македонија? Знаете како, потребен е еден хируршки рез, комплетен. Што значи тоа? Ни сите анкети годиниве наназад, кога се прашуваа граѓаните, цивилите, во која институција имате најголема доверба? Сите ја посочува армијата. И армијата е доведена константно, па сигурно има едно 15 на години, во една катастрофална ситуација. Во секој смисол. Во однос на кадар, материјално-технички средства, услови за живот и работа. Најниско ниво. До толку е лоша ситуацијата според вас? Точно така, само што дајме ваму на овој кадар. Да кажеме, Генералштабот и Министерството кај нас се задоволува со некои плати примања, зимаат активно учество во политичките води и тие ги носат и со своето присуство, односно функција, не си зимаат за право да сменат нешто и да се подобри сето она што личи на еден војник на една држава. Сметате дека и со техниката и само за војниците е ситуацијата драматична, бидејќи гледавме акции, нели, морам да бидам искрен, малку и зачуден, не ќе да навлегувам, за да не го нарушам дигнитетот на нашите војници, кога имаше со голема помпа, кога министерката за одбрана промовираше чизми за војниците. Велам, зар до овде дојдовме да ова е среќен миг, нашиве војници имале чизми, ја мислев снајпери мислам... Едно ќе ви кажам. Да, повелете. Те до моментот додека не се сменија условите и интересот да армијата биде армија, мене чизмите ми ги даваше магационерот, интендантот. Ако ме разбирате. Ве разбирам. Немаше потреба да се то рекламира на телевизија и да некој се удира во градите. Чизмите ги делеше интендантот, магационерот. И крај, завршена приказка. Нема потреба од сликања, движења, држење чизми во раци и така натака. Тоа не е ракета земја-воздух, земја. Не, ја разбирам, но искрено, еве, како неутрално гледање, ја бев малце и зачуден, велам, зар до таму дојдовме да промовираме дека војниците добиле чизми? Зар до сега што има? Мислам, ме разбирате, ти доаѓат инстинктивно тие прашања, велам, зар толку е запустена нашата армија? Точно така, точно така. Не знам што да кажам. Ова е добро прашање, значи состојбата во армијата ќе биде поставена на сите кандидати. Армијата и НАТО во овие услови треба да одат пандан заедно. Нели? Ако влегуваме во НАТО, вие како воени лица и нашата армија по техника треба да бидете компатибилни, а не да отидете таму со искината униформа затоа што нема нова. Мислам, не можам да разберам. Ме сваќате? Ако ние требаме да се сложиме и да прифатиме се она што ни наметнуваат, па дајте барем да прифатиме културно да биде. Благодарам многу за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Еве интересно кога од прва рака ќе стигне сведоштво за состојбата со офицерскиот кадар и со каква е состојбата со армијата на Република Македонија, не дека не се трудат да се подобрат, но тоа само покажува дека со децении се запоставува и нема да употребам потежок збор, уништува, но навистина нашите офицери, нашата армија тоа не го заслужува до таму да дојде. Зарем, мислам,
Океј, само да ви го прикажам видеото. Ова е падот на трагична гледка, еден од знаменитостите на светот и на Париз, црквата Нотр-Дам или така наречената Богородичината црква, за која постојат и дела, и книги, и филмови, да се види во пламен. Се извинувам? Режија, повторете, не вечов? Да, преживеала Втора светска војна, иако е ова низин втор пожар, имала, не знам кога бил предходниот, мислам дека е скрос уништено. Кровот, звоникот, тажно, трагично, не знам што да кажам. Океј, продолжуваме. Шоуто мора да продолжи, ние имаме зададена тема. До сега прилично продуктивни јавувања, навистина. Ви честитам, едноставно, најдобра новинарска екипа сте. Нели? Вака се прави по медиуми. Новинарите му спремаат и после тој главниот доаѓа Шизик на вести и ги чита прашањата. Ама, нели, јас ќе бидам големиот фрајер, ама никогаш нема да кажам јас сам. Не. Тоа ќе биде ваша заслуга. Ако биде тоа и добро интервју, ќе биде ваша заслуга. Ако биде лошо, мое. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, господине. Повелете. Дори чекав на линија, извинете. Видеото, што се случува. Јас мислам дека во Европа, ова сега многу почесто ќе ги гледаме овие работи со Европава. Како што кажа Дрежија дека во Втора светска војна преживеала, сега не ние во Трета светска, само што не е така истакнато со оружје како Втора. Не, сега сакам за другава тема да зборувам. Повели? Со председателскиот кандидат прашањето. Би го прашал кандидатот, што секој кој би станал председател, дали ќе ги вика малцинските водачи, да не ги велам гуруа, на барем еднаш месечно, да ги советува да го поддржува и да го уважува македонскиот народ како носител на државноста на ова држава, да не избришат како нација. Оти тие сега начекаа шанса со оваа влада, со ова, да не ги окарактеризирам со грубо име, ги начекаа сите можни шанси да му се света на македонецот. Мене како македонец ништо друго не ме интересира, него мојот идентитет и да бидам горд, а се тоа се прави само за уништување на тој идентитет и гордоста на македонецот, да клекни на колена или да му се витка кичмета, како што го кажува владеачките. Зато председателот должен е, како во забавиште, да ги зема еднаш барем месечно, да ги воспитува и да му даа отчет еднаш барем месечно, а е така добро го покаже и албанскиот кандидат, кој вели време е да се дојди албанец. Како ние да веруваме на албанец кандидат кога тој кажува за поделба за едно за друго, секој албанец смета да е подели Македонија. Значи, кува шанса, како лаво кога крвари, хиените околу него се навртени да го задава. И сега okay. Ако може малце сега да ги зауздаме вашите емоции, конкретно прашање. Што би ги прашале? Како би звучало прашање? Еве, ја да сум, прашајме мене. Не констатациите ги чувме. Што е прашањето? Што ме прашуваш? Па прашање би било, дали ќе го почитува македонскиот народ и како народ кој е носител на оваа државност, и од тука се натаму ќе почне да се почитува и правна држава, се ќе Жал ми е за војската. Војската нарочно е Господине, ама веќе ова не е прашање. Жал ми е за ова, жал ми е. Прашање е прашање. Дали ќе го почитуваат македонскиот народ, така? Да. Ви благодарам многу за јавувањето, констатациите си остануваат, тоа е ваше право. Јас се обидувам од вас да извлечам, значи, вие дајте едно прашање кое би било функционално прашање. Како ученик кога би прашале, или вашиот сосед, или вие кога би биле водител, прашање. А констатација е сосема друга работа. Имате право, ја ви го давам тоа. Ја констатации не давам, нели, кога им давам кога имам
гости. Или се трудам да не давам. Ја поставувам прашања. Значи, така е добро и за вас, нели, ментално како да ги работите с рочите, бидејќи кога ќе поставиш јасно, прецизно прашање, некако и одговорот се надзира. Ме разбирате? И така полесно ќе разберете комуникацијата и нивната дискусија. Добро вечер за следниот гледач. Ало. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете, да слушаме вашето прашање, ако имате такво. Само сакам да прашам, јас сум албанец, нема врска шиптар албанец. Сакам да прашам за овој наш народ. 33 години во Швајцарија. Жената ми е швајцарка. Браво. Кај ги најдат овои наши пари, овои наши луѓе, овои наши представители што излегли, што трчат да гласат за народ? Да гласат за нив. Повтори прашањето, повтори што каже парите, да кај ги најде милион евра овој, било Пендаровски, било тие, се, три Река Гордана Силјановска. Што ти е прашањето? Со кои пари трчат од град в град? Зашто да трчат? Ја ако сакам, ќе гласам за кој сакам. Аха. А зошто трошат пари за кампања? Да, зашто троши? Па добро, еве, од Швајцарија сте. Знаете и во Швајцарија кога има кандидати, има кампањи и така натаму. Ја ќе ти кажам, никој не знае жената 52 години и не му интересира општо. Само економија и да работа тој. Зашто овој нашите така пред? Зошто трошат пари за кампања? Да. И зашто да ме убедат мене, јас знам кој е поубав, кој е попред. Па нели кампањата, еве не ги знаеме секој сите, па на тој начин, оние што не ги вие знаете, вие сте, писмен, информиран. Но има луѓе кои не се, па еве преку тие разговори и интервјуа, ќе научиме малце. Еве, вас не ве знаеме, ама уште малку разговори ќе дознаеме какви сте, кои сте, шо сте. Извини да не вреđam сите, по-глуп од кај мене и од Балканот. Зашто ја да ме убеди некој да гласам за некој? Ја ако е добар, ја ќе гласам за тебе, ако си добар. Ама како да знаеме дали е добар? Абе, ја ќе гледам што обичаваш ти, што обичават Блери Мрека, што обичават таа прв пат, таа не сакат гласите од албанците. Затоа нели треба да дојде... Албанците не сакат гласите од македонците, уште да трчаме да даваме пари. Лед нема да е народот. Па нели токму е поентата на кампањите за да кажат зошто да гласаме за нив? Тешко, брат, тешко народот, тешко сиромашите. Ќе ги лажат по едно врешно брашно. Јас сум селянин. 33 години на жената не му интересира и таткото кој му е да дават пари за некој да трчат. Било за Јанко, било за мене, било за некој друг. Народот не дава пари за ова. Не, од кај се парите? Или имат партии, фабриката за парите? Имат крадено, брат, немој жити мене. Немој жити. Да, имат крадено, од кај се собе? Тие што донира, од кај се тие пари? А кредит, чекај, само да не да земам мало време. Се слушаш што збориш у програмата? Само влези господине во банка во Швајцарија. Слушнам дека се краде во банката, како филмови се крадат парите. Ја ќе влезам во банката, уште не сум влезен, ќе кажат од кај ти се пари, ако знаат колку пари земаш, колку трошиш. И ќе водиме држава ми е. Значи вака, да ги прашам. Од кај ви се парите за кампањава? Ако кажат од партија, од кај им се парите на партијата за вас да имаат пари? Да трошат? Од народот што краде, брат, од тебе, од мене. Лед нема да е цела Македонија, било цел Балкан. Кажи ми, се вративте од Швајцарија или живеете уште таму? Јас земам инвалидска пензија. И сега и од таму, од кај нас, 8% барат и таму. Тука плаќам вие? Порез. Зашто во Македонија пак треба да плаќам ако го земам пензијата таму? Добро. И затоа сега и не седам и тука. Не седите таму сте, така? Скучај, господине Јани, ако е да не влезам, да не ви земам време. Тука сега за 12 месеци зема 60.000 франци. 6.000 франци годишно морат на државата да му плаќам ја, порез на државата. Добро. И пак сега треба да плаќам и во Македонија.
Ако идем ја еднушка на 5 месеци, на 6 месеци, а секој месец да го земам пензијата таму, 8% ги држат тие парите. Значи И како? живеете во Швајцарија? Да. Така. Нема да се враќате, убава вие живеачката таму, овде не се враќате. Слушај, не, ја се враќам, имам куќа, стан и децата, ја не знам, убаво. Слушај, по-убо 100 денари, наша денари да земаме некој 100 франци тука. Аман бе? Да, аман. Дојди тука па да видиш како се живи тука, праши тие. Како се живи таму? Како? Па тука нема ни добро утро, ни добар ден. Ево пак со тебе разговарам македонски на мој јазик. Знаеш што значи азилант? Сите тие бездомници сме. Аха, се чувствува, сакаш да ги кажеш дека се чувствуваш понижен, не те гледаат како човек таму? Волим? Не те гледа како човек, што е или тешка е живеачка? 50 години да живиш пак тука си или ќе кажеш аусландер, немаш никакви. Леби сол да јадеш во твоја место, али немаме такви луѓе што води држава ми таму. Сите лопови од таа држава. Па се споиме албанци, македонци му еба мајка на држава. Ти благодарам многу за јавувањето, добар беше. Морав да го пуштам малку повеќе, интересно беше ова јавување со констатации. Ти благодарам за јавувањето. Лека ноќе и пријатно. А ние одиме со следниот гледач. Се обидувам во меѓувреме со едно око да видам дали има некаква констатација зошто се случило овој пожар што се случи во Нотр-Дам. За жал немам никакви информации за сега. Инаку велат последното BBC што има објавено е дека се случувало реконструкција и реновирање на објектот. Значи, тука најверојатно е шпекулацијата, не е дека е нешто пострашно, дали заварување, или знае користење плински боци, експлозија или што ти ја знам, ацетиленски. Значи можеме да претпоставиме дека во тој процес на реновирање се случило такво нешто. Но тоа е првата информација која ја стигна од BBC и нормално ја земаме со резерва. Ке видиме понатаму што носат. Ке видам и CNN и Russia Today. Добро вечер за следниот гледач, повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Македонија. Добро вечер, Јанко. Гледачот што се јави претходниот од Швајцарија. Да. Господинот многу искрено каже и честно и поштен. Значи, кој како разбира, не е битно што како. Убаво си кажа човекот, значи Швајцарија, Македонија и ред други работи. Ке се надоврзиме околу претседателскиви избори. Давкова, Блерим река Република. Блерим Пендаровски. Да. Малце Пендаровски. бара да го се истркала рето. Се се согласувам со кампањава претседателска. За Давкова, македонско знаме, Пендаровски, македонско знаме, албанско, босанско, ромско и не знам српско и не знам што. Ке Блерим река само една е зацртано. Албанското знаме и убаво човекот се искажува. Албанскиот народ треба да излеси да гласат за република. Сега која република нивна, што како они замислува, ја не знам. Има стручњаци, има историчари, нека си гледа нивната работа. Ја не видов ни едно знаме албанско, усари македонско, извини, во нивната кампања ке што се вее албанското знаме. Ја немам против албанци. Интернетот? Како јас како македонец да гласам за Албанија? Не, пред се, ослободете река го, господинот. Да. Ми се, некои искази има добри, ама како ја да гласам како човек, граѓанин на Република Македонија, за него да дадам гласот. Од друга страна, Зијан Села дава изјава, осем албанскиот народ и албанскиот глас не признам ни еден друг. Како ја треба да гласам? Заед Републиката Македонија да иде напред. Вака ќе те демантира оваа фотографија, ве го Блерим река пред македонско знаме, ама нели? Ама добро? тоа е за време на кампањата, ке што се слика таму. Добро. Иначе, види на митинзи ве отвор, да, тоа е топ, не викам да не, ама позади грбо негов, позади македонското знаме и уште едно знаме има. Добро. Каде е во Тетово, Желино вчера,
во Струга, еве Долнени општина ќе дојде, кога ќе дојде утре, заутре, таму се јавам од село Вранче, на пошта Долнен 97504. Видете тука, еве ти, река, република. Каде е македонското знаме, кажете ми тука, јас ќе гласам првиот со име и презиме за него, број 1. Значи, број 1 што нема знаме на државата, кој што се означува како председател на Република Македонија. Како јас, како граѓанин на оваа држава, да гласам за него? Најдете ми на друг митинг кај што има исто објавено знаме. А ке Пендаровски ги имаш сите знамена како во Брисел. Како во Брисел. Еве, знамена, да, македонско, супер, топ. Република, река, република. Браво. Тоа е тоа. Јанко, да не должам многу. Фала ти. Благодарам за јавувањето. Прашање немаме. Имаме само констатација. Во ред ви благодарам и за тоа. Како и да е. Продолжуваме понатаму. Темата е какво прашање би му поставиле на председателскиот кандидат. Добро вечер, повелете, во програма сте. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, господине, повелете. Извини, малку ќе му реплицирам на тој претходниот. Така, повелете. Ние сме му даде глас на Заев, без да фрли наше знамо или чива, сме кажеле дека не сме националисти. И му дадохме глас на Заев. И сега он што бара, кај Блеим река, заедно знаме што го немам, нема да му дам глас. Па ми не очекуваме од нив некој глас. Да влезам од темата. Кое прашање би им го поставили? Јас, например, би ги прашал овие председателските кандидати. Да? Дали ќе поступат како Иванов или ќе го сменјат програмата малку? Повторете? Дали ќе поступат како Иванов или ќе ја сменат програмата? Што не ви се допадна кај Иванов? Не ни се допадна многу работи. Колку пати поднесе Џафери да се подпишат некои документи, он не се подпишува, се прави фраер. Се прави. И сега, да, сега ќе кажам, ова Гордана, исто како Иванов. Ќе идеме 100 кораки назад. Ето тоа, значи, кој ќе гласа ова женската председателка, идеме назад. Добро, благодарам за јавувањето. Тоа се констатациите. Мислам, прашањето е дали ќе постапуваат како Иванов до сега или програмата ќе им биде поинаква. Конкретно, јасно прашање. Добро? 11-12 прашања до сега, а и прилично констатации. Мислам дека, знаете што, дури да ми изигнорираат мене, не можат да ви изигнорираат вас. Штабовите нивни ќе ги слушнат вашите обраќања, вашите прашања, а слушајте наредниве денови, ќе мора некој да шалта као случајно и ќе ви даде некој одговор од нив. Бидејќи сега е напнато и секако, иако, нели, како викаат, Јанко не е, кој го гледа, телевизија Сонце не е гледана, ама мрдни нешто малце и сите ќе рипнат. Така што, ако поставувајте вие прашања, кажувајте констатации, ќе треба да одговорат на тоа и ќе одговорат. Или барем ќе се обидат да заобиколат на некој начин тоа да го ублажат вашите констатации. А морам да признам дека сте прилично онакви остенчиња. Бодете. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Дали се слушаме? Одлично. Така. Вака сега. Прв пат јас се јавувам, гледав многу емисии ваши и од порано и сега. Сакам да кажам една работа. Една констатација. Дека на сите гледачи и сите вас треба луѓето да сватат дека се што се работи и со нашата држава и општо во светот е то на глобално ниво. Ова што се работи кај нас, верувајте, џаве е сето што се зборува тука,
бидејќи сите тие мултинационални компании и поготово преку ЦИА, сето тоа се средува која држава што треба да направи, како треба да направи. Сакам да кажам што ви е темата за прашањето. Би поставиле прашање? Да. Кажете. До сите кандидати. Дали тие сваќа дека демократијата не стана гласање од народот? Чекај. Туку демократијата стана... Вака, тоа е констатација. Прашањето што би било? Значи, ја констатации да им солам памет не сакам. Што би прашале, а после вие образложете си зошто го прашувате тоа. Значи, или образложете па прашање, или прашање па образложете. Морам да го запишам тоа да биде јасно и ќе го објавам и јавно прашањето, нели? Ќе прашам. Конкретно прашувам. Може? Да. Значи, демократијата, дали сите кандидати е сваќа дека демократијата ќе види тие што ќе биде изгласани под наводници. Тоа не е прашање, али ајде, кажете си, не е проблем. А слушнете ме, јас прв пат се јавувам. Ако, нема проблем. Кажете си, слободно. Слободно. Туку ја обично запишувам прашање. Академски граѓанин сум, ама не сум од струката на политика. Во ред. Слушнете ме. Демократија од која што се плаши западниот свет е народот што ќе излезе на улица, а не народот што ќе гласа. Народот кој ќе гласа, то се реди, верувате, се средува кој да биде председател, кој да биде... Се тоа го работи западниот свет. Што со таа констатација? Кај нас народ не искача. Искача на митинзи. Што е проблемот? Што со таа констатација? Вака, многу слабо ја слушам, не е битно што со таа констатација. Да. Со таа констатација сакам да ви кажам. Можам да зборувам? Како не? Па цело време зборите, ве слуша народот. Па вака, слушнете ме. Значи, народот треба да свати дека единствен демократски начин на кој што народ може да извади својот револт или прифаќање на некоја опција е испадна дека на улица треба да излези, бидејќи на изборите се места изборите. Сватете. Тоа е тоа. Па народот искачаше 4 месеца на улица, масовно низ цела Македонија, па никому ништо. Така да констатацијава, малце размислете си, но ви благодарам. Си имате право и вие на своje мислење, така што благодарам, лека ноќ и пријатно. Народ искача и на фудбалски надпревар, па ништо со тоа. Народ протестирал и со денови и со месеци, па ништо од тоа. На крај се сведува избори. А секако дека и изборите се местат, но се местат и искачањата на улица. А и се злоупотребуваат после за дилови, за пребегување преку граници, за ослободување од затвори, за отварање на нови кафани или незатварање на истите на улица 50-та дивизија и слични работи. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Повелете. Радмила. Ало? Да, госpođo Радмила, повелете. Радмила на телефон. Шекеринска? Не, министерката да не е заради... Минатиот пат ме прашавте дали сум плаву, што се шегувам. Знам дека сте истита вие, простете ми, малце на шега, повелете. Простам тамани, јас сакам да се шегувам. Многу добра емисија, многу ми се сега, пошто ќе имате покритие, нели, за прашање за тројцата кандидати. Ја би имала за тројцата кандидати прашање, не едно, имам 4, да ви кажам. Првото, како ќе им бидат, како мислат они да ги помират нашите партии, поготово македонски, за да имаме просперитет. Тоа ни е првото. Не го разбирам, парафразирајте го малце прашањето. Ја не го разбирам. Како мислат да ги помират лидерите на... како да ги помират партиите? Добро. Да, за да може одлично да имаме прашање. Напредок. Тоа ми е првото. Да не објаснувам сега. Не, готово, одлично прашање.
Тоа, второто прашање би ми било, тоа ако ви дојде господинот Пендаровски, не знам, у емисија, да го прашате, пошто имам доста пријатели, и Бугарија, и Грција, и Хрватска, сите се више у НАТО давно, и сите луѓе се прашуваат, колку пари ние даваме, тоа е од нив, за тоа знам, колку пари ние даваме за НАТО, за Европска Унија, за толку години, а што они нас ни враќа, дали некој прави некој финансиско те, колку даваш, колку примаш. Колку пари даваме за ЕУ дали, и НАТО, поготово Пендаровски, пошто е информиран за НАТО. Верса. Колку тоа не кошта, да не зборам за чизмите. Това, добро. Може едно прашање? Може, како не, рековте 4, ја чекам уште. Да. Дали кога ќе завршат председателските избори, сите тројца кандидати да одговорат, пошто сите викаат дека ќе формираат тим околу себе, дали ги премиле у својот тим тие што изгубиле? Дали би ги примиле во својот кабинет тие што се кандидати што не успеа да станат председатели, пошто сите се професори, сите се квалитетни. Например, ако победи Пендаровски, дали Силјановска ќе ја земе во кабинет и Блерим река? Ова е премногу джентълменски. Не сум видел вакво нешто да се случи у било која друга земја. Не ме разбирате, нели идеме те помирувања, те вакви лажги, те такви. Јас сега кажувам нешто што мислам ко граѓанин. И уште нешто не ве слушам пошто на телефон, и уште нешто да ве прашам. Сите тројца да ги прашате, ако бидат на едно место, дали би ми приредиле некој културен испраќај на нашиот бивши председател, пошто и они ќе бидат председатели. Ќе добие по протокол. Господјо, постои протокол. Значи тоа нема да зависи од ниеден кандидат или и така натаму, и постои протокол со кој еден председател се прима и испраќа. Тоа е државен протокол. Не чисто емотивно да ги прашам, пошто не се задоволни и така дај. Мислите дали она сигурно ќе има средба, примопредажба? Чисто људски да ги прашате дали би сакале да го испратат, пошто чин на председател и пак е за почитување, ви реков домашна култура. Ете, тоа би биле моите... Благодарам, господјо Радмила. Поздрав, лека ноќи, пријатно. Ја исполнивме страницата со прашања и подпрашања, па се собра околу 20-тина. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, господине, повелете. Поздрав многу до вас. Благодарам, повелете. Јас би сакал едно прашање до Стево Пендаровски. До Пендаровски, да? Да. Зошто толку мерак има и толку сака, но овој стока народ да биде ајван председател? Благодарам многу. Значи, се извинувам и се оградувам околу ова. Се извинувам. Навреди нема да дозволам спрема ни еден кандидат, ни спрема Река, ни спрема Силјановска, ни спрема Пендаровски. No комент. Благодарам режија за реакцијата, а ние одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ало? Повелете, во програма сте. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Извинете, господин Јанко, ја малку трокирам. Ако... Може ли за тројцата кандидати? Може, повелете, ќе бидеме трпеливи специјално за вас. Прво да ви кажам, за Пендаровски. Овај човек ништо не работе, по цел ден си го Јас се извинувам, почитувани гледачи. Имам толеранција и разбирање за секого. Немам за вулгарности. Прво, вулгарностите кои ги кажувате за друг, прво да знаете исто како да сте ги кажале за мене. Значи, јас лично, мојот медиум и мојата екипа се чувствуваме навредени.
Бидејќи ако кажувате вулгарности во нашава емисија, тоа значи немате почит прво спрема нас. Ако сакате да покажете непочит за некој од кандидатите, може да кажете критика. Рационална, интелигентна, издржана. И ако како такви поставите некоја, дури и констатација, не прашање, јас ве уверувам дека ќе го искористам и ќе кажам. Еден гледач кој се јави, констатираш дека има неконзистентност во некои ваши изјави, кои биле сватени како навреда. Имате ли коментар на тоа? И вие ќе бидете почестени затоа што председателски кандидат ќе одговори на ваше прашање. Вака, вие си го покажувате само вашето многу примитивно ниво. Многу ми е жал поради тоа, но тоа е ваш проблем. Не е мој, а уште помалку на кандидатите. Се оградувам од тоа. Добро вечер за следниот гледач. Како сме со тајминг? Добро вечер. Двајца. Последен или уште двајца? Уште двајца. Уште двајца и завршуваме. Добро. Повелете да го чуеме вашето прашање. Добро вечер. Добро вечер. Моето прашање е да му се постави на председателот зашто химната на Македонија не ја свиреше кога дојде тој од Грција. Не сакам да му спомнам името. Зашто толку се боја Заев од македонската химна? Заев нема да биде гостин во емисија. Да? Како? Да. Ви благодарам за јавувањето, значи за интонирање на химната. И последниот гледач. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Па, еве господин Јанко, ја ви поставил прашање едно за сите за тројцата кандидати. Секако, повелете. Дали би пробале или би настојувале да било кој од нив биде избран, да се бар малку откачиме од надворешни од решавање на нашиве работи домашни во надворешни кујни. А тоа до сега ностоп се случува. Еве, рецимо, јас на една телевизија, се извинувам сега. Вака, задржете се, ќе ве оставам. Да, значи, прашањето би било дали може да придонесат во поавтентична, дали Македонија може да има поавтентична политика и помалку да зависи од надворешните центри кои постои едно чувство кај народот дека големите одлуки Македонија не ги донесува сама, туку ги донесуваат под притисок од надвор. Може вака да го поставам прашањето? Така. Одлично. Ај сега да искажете се и да се изљубимо другови и да идемо на спавањац. Тоа. Ало. Да, слушам. Тоа е јасно веќе и на пилците што се вика дека надвор се решаваат сите работи за нас. Ние фактички сме во прикриен протекторат, да не речам сега по груби зборови. Друга една моја констатација. Секој ден веќе ни проводеа ушиве со НАТО, со Европска унија и така. А каде се човековите права? Рецимо, јас се уште се сеќам на таа Лисабонска декларација. Лисабонска декларација во која се донесе декларација да ниедна друга земја не сме да носи име да се вика. И каде се прашувам, и каде се тие човекови права? Каде се
кој ние се надеваме во тие западни. Ќе зборам, ќе им го поставам прашањето за човековите права. За човековите права, тачно, да. Права. Еве и тоа ќе им го поставам. 16 од мене за екологија. 17 од мене за рудниците во Македонија, кои треба да се изградат, каков е нивниот став. Добри ли се овие прашања? Добро. Ете, ова е дел од прашањата, секако имам ја уште 20-тина. И тоа ќе бидат тие. Нема да добијам од нивните партиски штабови, нити они го очекуваат тоа, нити имав некаква вулгарна понуда, но сепак на некој начин ова е разговорот за што ќе разговараме. Секако имаме и некои конкретни теми, каде што се надвор од политиката, имаме конкретни теми како што е состојбата, иако, нели, за се што е за економија е владата задолжена, но председателот тоа како ќе треба да се вмеша кога е во прашање армијата на Република Македонија. Така што има тука многу добри поенти. Ја многу ви благодарам, драги мои соработници. Вечерва вие не бевте публика, вие бевте стручни соработници, новинари, консултанти кои давате насоки. Еве ги, тука е нешто делумно е запишано, делумно нешто во црпкава ќе биде, така што нема да ве заборам, како што не ме заборавате ни ви. Но, тука е помалце битно. Битно е што е можно повеќе и подобри одговори да излечам од моите гости. Секако, ја поставувам прашање. Ако он не даде одговор, тоа е тоа. Сосема за крај, нас не следеше една навистина непријатна вест која стигна од Париз. Изгоре катедралата Нотр Дам или Богородичината црква. Катедрала се вика, нели, кај католиците на запад, они тоа го нарекуваат катедрала. Како што гледате, интернетот ни е тиња и затоа си врти ова кругче во овој момента и предпоставуваме дека нема да предпоставуваме, значи тоа е таква е ситуацијата. Утре вечер, благодарам режија, за жал не можам да го прикажам. Утре вечер, драги мои, ќе имам гостин Снежана Штрковска, е само еден дел од сегментот наречен Википедија на македонски јазик. Имено, Википедија на македонски јазик е една од клучните, ние македонска енциклопедија немаме, но главните обележја на една држава не се само на меѓународна поле, на една меѓународна мрежа е Википедија. Се она што е значајно, битно, научно, културолошки, државно, еколошки и во уште многу сегменти е ставено на Википедија. Таа е отворена енциклопедија која од ден на ден се пишува, се допишува. Млади луѓе и деца се обучуваат да работат. Многумина ја користат како извор на информации или место за дополнување на сопственото знаење. Поддржете ја, а утре ќе видиме како и дали можеме да им помогнеме и мислам дека е една од клучните работи во ширењето на знаењето, на науката, сознанието и културата на Македонија има токму Википедија. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.